Градоначалникот на општина Виница Миле Петков денеска го потпиша договорот за реализација на проектот за реконструкција и адаптирање на Домот на културата Тошо Арсов. Реконструкцијата е дел од проектот за енергетски ефикасен, пристапен и достапен објект за сите во општина Виница, а носител на проектот е Центарот за развој на Источно-Планскиот регион. Финансиските средства се обезбедени преку програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година. Еве денес го потпишавме договорот за реконструкција на Домот на културата Тошо Арсов, односно Сината сала. Овој проект е дел од програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година. Вредноста на овој проект е 12 милиона и 600 илјади денари и е финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој. Општина Виница учествува со кофинансирање во вредност од 10%. Се планира комплетна реконструкција, односно отстранување на бината, отстранување на столиците, комплетно реновирање на ѕидовите, поставување на нови столици и поставување на нов пот, односно комплетна реконструкција на санитарните јазли, на канцеларскиот простор и на фојејот пред Домот на културата. Исто така во рамките на овој проект е предвидено и реновирање на кровот над фојејото на Сината сала. Од Центарот за развој на Источно-Планскиот регион истакнаа дека оваа реконструкција на Домот на културата Тошо Арсов е повеќе од неопходна. Проектот реконструкција на Сина сала при општина Виница беше приоритетен проект на листата за финансирање. Советот за развој на Источен плански регион за истиот даде поддршка во април претходната година. Центарот за развој на Источен плански регион мај претходната година го аплицираше, за да крај на ноември 2022 година добиеме договор. Износот на вредноста на проектот, како и начинот на кофинансирање веќе го спомна градоначалникот. За нас како Источен плански регион е значајно да имаме инвестиции во овие културни објекти, бидејќи и единствениот фестивал за хумор и сатира Ин Виница Веритас го заслужува ова репрезентативно издание и се надевам дека оваа година проектот се планира да биде завршен крај на септември 2023, фестивалот ќе има ново рув. Градежните активности според договорот се очекува да завршат до крајот на месец септември оваа година.